Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве ги настаните кои го одбележаа 11-тиот ден во годината. Од денес до 29 јануари, невработените со бизнис идеја ќе може да аплицираат за грант за самовработување. Очекувана цел на оваа владина мерка е отворање на околу 1000 работни места. Еднократна парична помош за семејствата чии привремени домови во Штип ги пеплоса пожар за време на новогодишната ноќ. Општината и државата во напор за трајно решавање на проблемот. Малишевскиот фолклор презентиран во Австралија. 3 етно групи од крајниот исток настапија на етно фестивалот во Вудфорд, Австралија, а има 18 настапи во други австралиски градови. Невработените со идеја за бизнис од денес ќе може да аплицираат за грант за самовработување. Проектот има цел да подржи отворање на 920 фирми и да се отворат околу 1000 работни места. Огласот ќе биде отворен до 29 јануари. Од денес невработените кои имаат идеја за бизнис ќе може да аплицираат за грант за самовработување. Преку проектот планирано е да се подржи отворање на 920 фирми и да се креираат околу 1000 нови работни места во економијата. Огласот кој ќе трае до 29 јануари би требало да се привлечат доволно кандидати за доделување на половина од планираните грантови во вредност од 3200 евра, очекуваат од Агенцијата за вработување. Агенцијата по распишувањето на огласот ќе ги води сите лица кои што ќе изразат интерес за користење на овие средства во рамките на целиот процес, ќе добиваат совети од нејзе се со цел да се финансираат со средствата од државата оние бизниси кои што ќе покажат најголема продуктивност, најголем квалитет, се со цел покрај тоа што ќе се само вработат лицата кои што ќе ги отворат овие бизниси, да се вработат и дополнителен број на лица со развојот на сите овие компании кои што ќе ги поддржиме финансиски. Ваквиот оглас е цел мерката да биде поуспешна годинава. 1500 најдобри кандидати прво ќе добијат обука, потоа ќе аплицираат со својата бизнис идеја. Зависно од оценката на бизнис планот, предвидено е во некои случаи да се одобри грант за вработување на уште едно лице, а за идеите со најголем потенцијал вкупната подршка достигна до 5600 евра. Грантот за самовработување се состои во опрема, материјали за работа, менторство и помош за изработка на бизнис план. Обилните дождови и топењето на снеговите го зголемија водостојот на реките на истокот. Акумулациите Градче и Калиманци беа на рап на преливот. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека будно ја следат состојбата на реките и дека водостојот сега е во нормала. Високите температури и топењето на снегот од планините го зголеми и водостојот на реките во Кочанската котлина. Зголемен водостој има и кај Кочанска, Оризарска и Зрновска река, како и кај реката Брегалница. Двете акумулации Калиманци и Градче се полнат со вода, а во изминатите неколку дена акумулацијата Градче беше на прелив. Од Дирекцијата за заштита и спасување одделение во Кочани будно ја следат состојбата со водостојот на реките во регионот. Ние кој Дирекција за заштита и спасување, значи секој во вакви услови ја следиме ситуацијата со водостоите на реките во регион Кочани, така да во моментот водостојот на реките е во нормала, односно со наши зборови кажано во границите на дозволеното во овие услови во кои се наоѓаме, нели, зимни услови пропратени со дожд и снег, така да водостоите се во самото речно корито, значи нема излевање, нема некои штети. Ние будно ја следиме ситуацијата во соработка со сите институции, нели, тука е општина Кочани, општина Зрновци, општина Тишиново, Блешево, со Центар за управување со кризи, значи со едноставно кажано дека цениме дека во моментот нема потреба од бојазност за некои поголеми штети, поплави од моментална ситуација на водостоите. Колку се исчистени реките во регионот? Со помош на владата на Република Македонија во последно време е доста направено во тој дел, во чистењето на реките. Назад 2-3 години, дури оваа година, сите општини добија по одредени количини, секоја према потребите количини на нафта, и таа веќе е употребена, веќе е делувано во
најкритичните места, на места каде што се потенцирани проблемите од страна на факторите, нели, на општините, на водостопанство, брегалница, и така да мислам дека доволно е направено во последните 2-3 години во дело на чистењето на речите корита на сите реки во регион Кочани. А каков е односот на жителите према речните корита и останатите канали? Па добро, тоа си е стара рана, што се вели, едни чистат, други несовесно потрупуваат. Така тоа е, како апел го упатувам до сите граѓани на регион Кочани, дека треба и ние посовесно да се однесуваме во тој дел. Значи, да не фрламе ѓубре, шут, земјоделски отпад по дејамите, што се вика, по вадите, по бреговите на речните корита, да не правиме узурпација. Значи, сето што се дојде до поплавување на површините, на земјоделски површини, тоа е како резултат на несовесното однесување на самите нас како граѓани. Значи, не се узурпираат речните корита, а со самото тоа самите се стеснуваат и доаѓа до прелевање во одредни ситуации на реките. Од Дирекцијата за заштита и спасување и со апел до граѓаните за посовесно исфрлање на шутот, бидејќи секое неконтролирано полнење на реките со смет доведува и до нивно излевање. Како пожар им ги пеплоса привремените домови на ромските семејства сместени во поранешното нервно одделение во Штип. Првична помош доаѓа во хуманитарни пакети и еднократна парична помош од 30.000 денари за секое семејство. Долгорочните напори на општината и државната власт се трајно решавање на стамбеното прашање на бездомниците. Еднократна помош од 30.000 денари ќе добијат ромите кои привремено беа сместени во поранешните простори на старото нервно одделение, а остана без покрив над главата поради пожарот во кој изгоре објектот во кој живееа. Сите трошоци за нивно сместување во овие објекти се натовар на општината, а дел учествува и Министерството за труд и социјална политика. Одлуката за еднократна помош беше донесена на последната седница на влада, а локалната самоуправа Штип има неколку решение со кои ќе се надмине проблемот околу сместувањето на овие лица. Како што знаете дека општина Штип вложува максимални напори да ги згрижи сите оние во рамките на своите можности и надлежности. Неколку решенија постојат за решавање на проблемот на овие ромски семејства. Сите што се дојдени од другите градови ќе треба да се вратат во сопствените градови. Второто решение е да на тие лица општината обезбеди по 3.000 денара месечно надоместо, каде да се вратат кај своите семејства и да си живеат со своите семејства, ако имат каде да се вратат. Трето решение, имаме 11 стана кои се празни во нашиот град, се сопственик на јавното претпријатие за стамбен простор, но тука процедурата треба тече со одлука на владата, односно на владина комисија, да им се доделат тие станови за да им бидат располагање. За останатите 40 семејства општината и понатаму ќе ги подмирува трошоците за сместување. Она што градоначалникот бара од нив за возврат е домаќинско однесување кон имотот. Да, луѓето го поштуваат куќниот ред, да се однесуваат она како што бараме од нив, тоа да го ценат дека е нивно, дека живеат тамо. Еве ноќеска да речеме повторно имавме масовно сечење на дрвета во Нервно. Масовно се сечеше. Тие се греат на струја, ние плаќаме струјата, а дрвета ги продаваат на други лица. И тоа не е во ред. Значи, ако нешто ви е дадено, вие треба да го чувате, да го негувате. Значи, како свое. И лично мислам дека знаете дека тоа беше пети пожар кој се случува на тој локалитет. Минатата година беше загрозена целата населба. Инаку општината планира изградба на солидарни станови за сместување на роми кои немаат сопствен дом. Потребна е имунизација на домашните миленици против болеста беснило. Од ветеринарната станица во Штип со апел за одговорен однос на сопствениците на миленици, бидејќи беснилото е закана и за луѓето. Секоја година кај домашните животни се врши превентивно вакцинирање. Од ветеринарната станица во Штип упатуваат апел до сопствениците на кучиња и мачиња навреме да ја извршат оваа законска обврска. Значи, оваа законска обврска морате да ја спроведете, што значи морате вашиот љубоминец да го донесете во ветеринарна станица Штип, да го заштитиме од болеста беснило. Со самиот чин на вакцинација се врши и воедно дехелминтизација, што значи прочистување од внатрешни и надворешни паразити.
Старосната доба на која се вакцинираат кучињата е од 4 месеца па се до најстарата доба која кучето ја има со себе. Сите оние кои имаат контакт со животните и во случај на укасување да се пријават во надлежната здравствена установа. Инаку обяснилото се пренесуваат заболени животни врз луѓето. Кривична пријава за работи вработена во Македонски пошти и во Македонска каменица. Со злоупотреба на службената положба и со фалсификување службена исправа во 15 наврати си земала пари од туѓа сметка. СВР Штип прасветли и дел од кражбите на акумулатори кои се случија деновиве во Штип. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство против 48 годишна жена од Македонска каменица поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување и кривично дело фалсификување службена исправа. Пријавената вработена како службено лице, шалтерски работник за да врши уплата и исплата од сметки од акционерското друштво Македонски пошти во Македонска каменица, злоупотребувајќи ја службената положба со пречекорување на границите на службеното овластување во периодот на 2014 и 2015 година во 15 наврати неовластено навлегла во трансакцијската сметка на жителка од село Саса, Македонска каменица, од каде неовластено присвоила 17.200 денари. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство и против 21 годишно лице од Штип поради постоење основи на сомнение за сторени 2 кривични дела тешка кражба. Пријавениот ноќта помеѓу 6 и 7 јануари годинава на улиците Иво Лола Рибар и Кирил и Методи во Штип извршил 2 тешки кражби од 2 патнички моторни возила, од каде што со употреба на сила одзел 2 акумулатори и 1 радио CD касетофон со звучници, со што причинил материјална штета од околу 20.000 денари. Одземените предмети од страна на полициските службеници се пронајдени и вратени на оштетените граѓани. Инаку пријавениот е веќе добро познат на полицијата и против него досега се поднесени 20 кривични пријави. На 9 јануари годинава во 1 час од пополноќ во Виница непознат сторител физички го нападнал ДГ, 57 години од Кочани, пошто истиот паднал во безсознание, а по 1 час откако се освестил забележал дека му е одземена кожната јакна, 9.000 денари, клуч од патничко возило Алфа Ромео и лични документи, со што му е причинета материјална штета од околу 38.000 денари. Се преземаат мерки за откривање на сторителот. Делчевчани подеднакво весело ги слават Нова година и православната Нова година. Некои во домашен амбиент, некои во кафеани и ресторани, а не е мал бројот и на оние кои ќе патуваат во странство. Во пресретна Василица, или кај народот попознато како Стара Нова година, граѓаните неодлучни дали повеќе ја прославуваат новата година на 1 јануари или на 14 јануари. Според јулијанскиот календар кој го користи Источната православна црква, се прославува така наречената Стара Нова година на 14 јануари. Но како народен празник, овој датум се прославува и во Македонија, Србија, Грузија, Ерусалим и Русија. Во нашиот регион, како по правило, граѓаните се веселат и во двете вечери. Стара Нова година или Нова година? Според вас, што треба повеќе да се слави? И што повеќе слават граѓани? Па, сигурен сум дека повеќе слават Нова година, така е секаде во светот. Меѓутоа, ја мислам дека треба да се одбележи и Стара Нова година, бидејќи тоа се празнувало уште од нашите предци и дека тоа треба да го поддржуваме и натаму и да стане една традиција. Вие што повеќе ве славите, Стара Нова година или Нова година? Па и Стара и Нова и Нова. Славиме, секој славиме, само да сме здрави живот, само нека ни биде мир на небото и мир на земјата. Сакаме да ни биде се најубаво у 2016 година. Ја им пожелувам на сите да имаме единственост, собственост, тоа што не следува. Меѓутоа,
Само сакам да кажам дека ние народот сме дел од народот, добро дел од народот, но се по-загрозени, меѓутоа па се живее. Само сакаме да кажеме едно, нека бидеме оптимисти. Да имаме еден заеднички јазик, едно заедно разбирање. Тоа е првото здравје и онова е се пред нас. Што ќе дојде, ќе го начекаме. Нека сме здрави живи. Што повеќе славите, Стара Нова година, православна или Нова година 31 декември? Стара Нова година. Зошто? Тоа е стара дет, а новата година е ново измислено пред неколку години. А ова Стара Нова година, затоа се вика и стара. А иначе пиенето е исто и за стара и за нова. Тај што пости, он пости и у август и за Нова година и за Божич. Значи, арно е. Како ја прославивте Нова година? По-убаво здравје, жешка ракија, като Господ што рекол рибичка, така нешто од браната, не е таква вештачка. И добро, со фамилијата дома. А сега Стара Нова година? Сега пак ќе изгледа дома, ама може и в Бугарија. Зависи од ситуацијата, ама по-добро ќе ми биде тука. Со фамилија? Да. Како и да е, и на 31 декември и на 13 јануари, кафанџиите тријат раце, организирани дочеци во кафаните, кафулињата и рестораните се спремаат и на двете вечери. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип има нов директор, Милена Ристова Михајловска, досегашен портпарол на градоначалникот на општина Штип. Онакон што ќе работиме во наредниот период е секако имплементирање на позитивните искуства од европските библиотеки. Ќе работиме на зајакнување на соработката со локалната, државната власт, меѓутоа ќе работиме и на меѓународно ниво со голем број соработки. Многу ни е важна дигитализацијата на нашава библиотека, целиот оној информатички систем кој што е успешен досега, ќе го надградиме. Нормално ќе се лиценцираат и дообразуваат сите библиотекари за да можат што е можно покомпетентно да ја извршуваат својата работа и се надеваме дека со нашите проекти буквално ќе ја заживееме библиотеката и истата таа ќе го добие заслужено атрибутот и епитетот на современа и модерна национална установа. Малешевската етномузика беше презентирана во Австралија. На фолк фестивалот Вудфорд три групи од Берово, Етно Малеш, Малешевски Зурли и оркестарот Ускакан го презентираа малешевскиот фолклор на самиот фестивал и на бројни концерти. На најголемиот фестивал во Австралија, Woodford Folk Festival, од страна на оркестарот Ускакан, Малешевски Зурли и Етно Малеш беше представена малешевската музика. Овој меѓународен фестивал се одржува веќе 30 години, годинава во периодот од 27 декември до 1 јануари на фестивалското село во областа Вудфордија. Повеќе од 1000 интернационални изведувачи одржаа 438 настани. Фестивалот вклучува концерти, улични театри, филмски представи, циркузи, дебати, детски представи и работилници. Фестивалската програма се одржува на 38 сцени. Секоја година привлекува разновидна публика од сите возрасти и многу националности. За непречено одвивање на фестивалот се ангажирани армија на волонтери, чија бројка оваа година изнесува 2300. Ускакан е еден од најдобрите дувачки оркестри на Балканот, кои во 2013 и 2014 беа прогласени за Златна труба и најдобар меѓународен дувачки оркестар на фестивалот за дувачки оркестри во Гуча, Србија. Нивното портфолио содржи учество на голем број на фестивали и соработка со голем број на изведувачи од земјата и светот. Групите Малешевски Зурли и Етно Малеш се едни од епичните музички состави, кои децении наназад работат на зачувување на автентичниот музички фолклор од Малешевскиот регион. Соработката помеѓу Берово и Вудфорд фестивалот беше направена преку музичарот Линзи Полак, кој минатата година настапи на етно плоштад фестивалот во Берово. Исклучително сме горди што малешевската традиционална музика беше презентирана на еден од најголемите фолклорни фестивали на тој дел од светот.
Лензи Полак е голем пријател на Берово, кој во изминатите 37 години ја истражува малешевската музика и оваа година имавме можност да направиме културна размена на високо светско ниво со негов настап на етноплоштад фестивалот и настап на трите најдобри музички проекти од Берово на фестивалот Вудфорд во Австралија, изјави Марин Демировски, директор на етноплоштад фестивалот во Берово. За културната размена огромна заслуга има Милијам Дестановски, кој веќе неколку години работи на презентација и валорација на македонската етномузика во САД. Тој на Вудфорд фестивалот одржа работилница за презентација на Малешевските игри и ора, која следа околу 200 учесници. Трите музички групи во фестивалската програма има околу 25 настапи, а одржаа концерти во градот Мелани и забава за македонските иселеници во Австралија. Висечки мост во канадска провинција Онтарио, кој е дел од главниот автопат, е затворен за сообраќај поради механички проблеми предизвикани од студот, јави телевизијата CBC. Со затворање на мостот над реката Напигон прекината е главната сообраќајна врска меѓу источна и западна Канада. Температурите во овој регион паднаа под минус 30 степени Целзиусови. Канадската полиција соопшти дека не може да каже кога мостот ќе биде пуштен во употреба и сообраќајот е прекинат на неопределено време. Едниот крак од новиот висечки мост над реката Напигон беше отворен за сообраќај во ноември 2015 година, а вториот треба да биде пуштен во употреба во 2017. Најмалку 4 лица загинаа во ракетен напад врз една болница на хуманитарната организација Лекари без граница во Северен Јемен. Како што соопшти организацијата, при нападот се ранети други 10 лица, од кои тројца се припадници на персоналот на болницата. Двајцата од ранетите се вели дека се наоѓаат во животна опасност. Во соопштението на Лекари без граници се вели дека нападот бил извршен во провинцијата Саада, која представува цврсто упориште на бунтовниците Хути. Ова штитско движење војува против јеменската влада и низините сунтски сојузници, предводени од Саудиска Арабија. Болница на Лекари без граници беше уништена во октомври, додека нејзината клиника во Таис беше рекетирана минатиот месец. Новиот парламент на Египет се состана за прв пат по 3 години. При тоа за председател на парламентот е избран Али Абделел, експерт по уставно право кој студирал во Франција. Тој е еден од творците на новиот устав на земјата и се очекува да председава со седниците на парламентот, кој треба да одброи околу 200 закони што председателот Абдел Фатах Ал Сиси ги донесе како декрети откако собранието беше суспендирано. Фудбалскиот клуб Брегалница од денес ги започнува подготовките за стартот на новата сезона. Фудбалерите една недела ќе тренираат во Штип, а на 18 јануари подготовките ќе ги продолжат во Дојран. Пред почетокот на новата сезона планирани се 6 пријателски средби, меѓу кои планирани се средби со Хоризонт, Пелистер и Миравци. Во новата сезона Брегалница со ново засилување, и тоа Ѓорги Танушев, досегашен фудбалер на Хоризонт, и нови двајца голмани, Дучко Павлов од Тетекс и Талевски од Металург. Инаку и во пролетната сезона Брегалница нема да игра на градскиот стадион во Штип поради пролонгирање на изградбата што би требало да започне повторно на пролет. Младинските категории на фудбалскиот клуб Брегалница Делчево ги започнаа подготовките за понатамошниот дел од сезоната. За сега тренинзите се одвиваат во салата при Општинското основно училиште Ванчо Прке, при што на првиот тренинг присуствуваа речиси сите фудбалери. Најпрво сакам да им ги честитам новогодишните и божичните празници на сите граѓани на општина Делчево. Значи, како и самите што гледате, од денеска ги започнуваме подготовките на младите категории на ФК Брегалница Делчево. Денеска се собравме сите, најпрво не одржавме еден состанок и ги одредивме термините за сите тренинзи што ќе ги одржиме. Значи, исто така имаме закажано и пријателски надпревари кои ќе ги одржиме во другата сала, спортска сала. Тренирам 4 години во фудбалскиот клуб Брегалница. Како се одвиваат тренинзите и сега?
Па денес како за почеток беа добри. Што имате за грејство? Па загревање и некои игри. По првиот дел од сезоната во младинските категории фудбалскиот клуб Брегалница котира доста високо, па затоа тренерите очекуваат продолжување на успехот и во понатамошниот дел од сезоната. Состојбата по првиот дел од првенството значи е премногу задоволнителна, задоволни сме од нашите млади. Генерациите едната значи е на прво место, другата генерација ни на второ место, што сме значи едно солидно, така да кажеме, значи ќе идеме на прво место и со двете генерации и тоа. Им посакувам уште една среќа на сите. По тренинзите во сала со првото затоплување на времето, тренинзите ќе продолжат на градскиот стадион во Делчево, а веќе во месец март продолжуваат и надпреварувањата во младинските категории во детската лига од Кочанскиот регион. Се ближи вториот поред зимски турнир Вардар, еден живот, една љубов, на кој што редовно учествува ракометниот клуб Делчево. Делчевскиот клуб на овој турнир ќе учествува со 4 екипи и тоа од 2000 до 2003 година во женска конкуренција, екипа составена од момчиња родени од 2002 до 2005, а клубот ќе се надпреварува и во мини ракомет во генерациите 2006, 2007 и 2008. Тренерот на екипата која во изминатите години има освоено едно трето и едно прво место со право очекува добар настап и на овој турнир. Нашиот ракометен клуб Делчево оваа недела учествува на вториот поред на традиционален турнир Вардар еден живот, една љубов. На овој турнир, кој е исто така и меѓународен, нашата екипа ќе зема учество со неколку категории, во кои категории од ланската година го браниме првото место во категорија 2000-2001 и третото место во категорија 2002-2003 во женска конкуренција. Ново е што сега и ова година ќе зема учество и со машка екипа, тоест во категориите 2002-2003 ќе земеме учество со нашите пионерчиња, а исто така оваа година земеме учество и во категоријата мини ракомет, тоест најмалите деца од 2006 и помлади. Овој турнир така е и поставен како подготовка за пролетниот дел на првенството. Ние со овој турнир се надеваме дека добро ќе се подготвиме во зимскиот период. Инаку турнирот започнува од денеса, ќе трае до 15 јануари. На турнирот четворица ракометари од Делчево ќе настапуваат за други екипи. Ова е се во дневникот, довидување до 20 часот. Пријатен ден со програмата на Канал Плюс.